Добар ден, почитувани. Наш гостин во ова интервју, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добре дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам на поканата. Мислев да започнеме по еден поинаков редослед, меѓутоа нештата, дневните настани го изискуваат тоа да почнам со едно прашање. Во Охрид денеска се случуваат протести во врска со отварањето на бугарскиот клуб Цар Борис III. Имате ли информација, министри, од теренот, каква е состојбата, затоа што нашите пак информации од теренот укажуваат дека така атмосферата е, да речеме, на штрек, зовриена, има учесници на протестите кои што наводно се во судир со полицијата. Имате вие такви информации? Заврши протестот. Значи немаме некои посебни нарушувања на јавниот ред и мир, немало обиди за судир со полицијата. Едноставно имаше протест и јас навистина го разбирам протестот кој што го изразуваат граѓаните, заради тоа што секако најсилно е правото на граѓанинот да го искаже тоа што го размислува. И навистина лично јас осудувам отворање на таков клуб во Република Северна Македонија, посебно во Охрид. Зошто? Заради тоа што ние сме држава која што е родена на придобивките од народно-ослободителната борба. И тие придобивки ги чуваме, ги негуваме заради тоа што на тој начин ја чуваме државата. И апсолутно јас сум и во идеолошка смисла следбеник на тие политики и сметам дека апсолутно не е прифатливо да биде промовиран начинот на однесување преку ликови кои што биле дел од фашизмот. Веќе ми го провлековте второто прашање, затоа што сакав да ја прашам за ваш личен став, дали ова го осудувате, дали го одобрувате, меѓутоа во една поинаква форма, например, какво влијание ќе има врз безбедносната состојба, да речеме, константното вакво провоцирање од страна на бугарската страна со компрометирачки имиња од бугарската историја. Бугарската влада постојано нешто бара, изискува од Македонија. Како вие гледате на ова? Во смисла на безбедноста не може да има ништо. Не може да има сериозни нарушувања, заради тоа што тоа се маргинални групи кои што заради некакви лични интереси, финансиски интереси и така натаму, успеваат да ги ангажираат и да бидат и да ги прокудат. Да бидат дел од некакви процеси овде. Затоа што најголемото мнозинство на македонскиот народ, на македонските граѓани не ги поддржуваат тие придобивки, туку придобивките кои што навистина се база, темел на македонската држава. И затоа е мој таков личен став. Јас ви напоменав дека и градот од кој што доаѓам, Куманово, е град кој што жестоко се спротивставил на фашизмот и тоа го направиле плејада на македонци, плејада на македонски граѓани кои што заедно се бореле против фашизмот. И знаете, тука една работа е многу нелогична. Од една страна, барањата на Бугарија се дека не треба да се нарекуваат фашисти, и тоа е така. Никако, ниту Бугарија, ниту бугарскиот народ може да ги наречеме фашисти. Меѓутоа, тие историски факти кои што се непобитни дека во одреден период во историјата биле на страната на фашизмот, сега не кореспондираат со овие настани кои што сакаат да ги промовираат овде во Северна Македонија. Така да едно со друго не оди, мора да се определиме кон иднината. Мора да имаме визија за иднината на државата, на граѓаните, не да имаме ретроградни процеси за тоа што тие не можат да допринесат за ништо добро за било кој што живее во Република Северна Македонија. Сепак како да се оградиме, како да постапиме на ваквите провокации? Ако од една страна ја имаме власта, од другата страна ја имаме опозицијата која што вчера јавно повика и застанат за ваквите протести. Не, овде станува збор за државнички прашања, за национални интереси. Овде не може да стане
збор ниту за власт и владејачки партии, ниту за опозиција, ниту опозициони партии. Ние мора да разбереме, ако сакаме да градиме иднина во оваа земја, ние мораме да имаме заедничка национална политика. И апсолутно не може во ниту еден момент едните на другите да се припишуваат дека се поголеми македонци или не се македонци и така натаму, или некој друг кој што живее на територијата на Северна Македонија, граѓани на Северна Македонија, не ја сака и не ја почитува својата држава. Апсолутно тоа го отврлам и го негирам. Секој еден мора да допринесе максимално посветено за зачување на македонскиот идентитет, на македонскиот јазик, на македонската државност, према начинот на кој што ние ќе се однесуваме. Такви дневно-политички игри, политиканства кои што се на политичката сцена не ни помагаат во овој дел. Ние треба јасно, гласно, отворено да соопштиме кои сме, што сме и зашто се бориме. Никој во светот не може да ни го негира тоа право на самоопределување, да самите се чувствуваме како македонци, да го зборуваме македонскиот јазик и да се бориме во тој дел. Така да не си ствараме внатрешни самостојни проблеми заради дневно-политички интереси, туку напротив силно да ја браниме ова наша кауза која што е, како впрочем, што вчера пратеничката од коалицијата на СДСМ жестоко ја бранеше оваа кауза во Европскиот парламент. Така се гради и така се сака Македонија. Сето друго е политиканство, а политиканството во националните теми не сме да има место. Напротив, ние треба да се спротивставиме и да најдеме механизми. А јас мислам дека може да се изнадат механизми и сето она што го нарушува националниот интегритет, националното чувство на граѓаните на оваа држава да се санкционира преку можеби и преку поништување на регистрацијата на овие друштва. Убаво е ова што го кажувате како декларативно, меѓутоа практично работите стојат поинаку. Свесни сме за тоа сите. Не, ова не е декларативно. Ова не е декларативно. И секој еден кој што ја сваќа ова дека е декларативна работа, тој не се занимава со суштината на проблемот, туку напротив се занимава со дневно-политички игри. Значи, ова што го кажувам, мора секој еден... Не, оставете, нема прва и друга страна. Значи, секој еден кој што е одговорен пред се политичар, кој што решил, одлучил да им служи на македонските граѓани на македонската држава, мора да се држи во овој правец. И да ги најдеме сите тие механизми правни кои што можеби сега ги немаме, меѓутоа длабоко уверени во постапките кои што ги правиме, се со цел да ја чуваме, негуваме Македонија и да ги штитиме нашите национални интереси. Имаше реакции веќе во јавноста дека после сите вакви случувања, најавите за отварање на клуб, зошто државата не излезе со свој став? Па го слушнавме премиерот, напротив, тоа не е така. Па излеговме со став. И за едното, и за другото. И јас го кажав сега мојот став односно ова прашање. Ставовите се сама јасни во овој дел. Ја реков, можеби немаме доволно правни механизми во овој момент. Меѓутоа, еве сега се воспостави едно работно тело во владата кое што ќе мора да одлучува и за секоја една работа која што ќе значи нарушување на националното достоинство на граѓаните на Република Северна Македонија да се дават негативни мисли. Се наоѓаме пред една исклучителна ситуација, не само ние, туку и светот во целина. Мислам на руско-украинскиот спор. Руско-украинскиот не е спор тоа. Тоа е инвазија на Русија врз Украина. Тоа е војна која се отвори. Така, војната на Русија во Украина. Вчера имавте една изјава дека Македонија е спремна за прифаќање на бегалците од Украина. Дали сме подготвени за прифаќање на бегалците од Русија? Прво сакам јасно да истакнам дека ставот на владата во однос на агресијата воена на Русија врз Украина е многу јасен. И ние целосно имаме усогласено нашата политика со политиката на Европската Унија. Зошто? Заради тоа што во ниту еден момент никој не смее да поддржи, да одобри за вземање на територија на друга држава, рушење на човекови права и слободи, правото на самоопределување на крајот од криштата, само заради тоа што некој е посилен можеби од другиот. И во тој дел ние сме сосема најасно
И во таа насока јас не можам да ги изедначам луѓето од Украина кои што бараат спас од агресијата на Русија врз нивната држава и оние кои што се од Руската Федерација. Ние сме подготвени, јас тоа го истакнав, заради тоа што имаше пласирање на информации кои што не кореспондираат со реалноста, дека државата не е подготвена да помогне на украинските државјани, што апсолутно не е така. Јас ќе ви кажам низ бројки, значи ние од 24.2.2022 година, како започна конфликтот, војната, па се до 18.9.2022 година, на територијата на Северна Македонија влегле 21.106 украински државјани, а на излез од државата 15.539. Тоа покажува дека овие државјани од Украина биле овдека на територијата, најголемиот дел од нив се вратиле заради тоа што ги донеле нивните семејства. При тоа најголемиот дел од овие луѓе се дојдени овде на ниво на пријателски, роднински врски кои што ги имаат и некакви бизнис врски заради тоа што работеа во одредени компании. При тоа сакам да напоменам дека 4130 лица од овие се лица под 16 годишна возраст, значи од останатите во Република Северна Македонија, а 664 се лица над 70 годишна возраст. Сега, во истиот овој период од почетокот на кризата па до денеска, ние имаме издадено 358 дозволи за привремен престој поради хуманитарни причини. Тоа не е, значи, туристички престој како што се шпекулираше во јавноста и дека на тој начин државата не била подготвена. Напротив, оние лица кои што побарале од хуманитарни причини, а такви се 358, го добиле тој статус, додека немаме лица кои што побарале азил на територијата на Република Северна Македонија. Секако дека мигрантската криза не само во овој дел, таа е сега да речеме оптоварена со војниот конфликт во Украина. Меѓутоа, ние имавме постојано од 2015 година во континуитет проблем заради тоа што исклучително важната геостратешка позиција на Северна Македонија допринесува и ваквите глобални предизвици, ризици да бидат овде. Сепак, сметам дека и други државјани кои што бараат заштита, така да и руски државјани кои што би побарале заштита на територијата на Северна Македонија од X причини, ние низ процедурите кои што се предвидени во законот ќе мораме да обезбедиме таква заштита. Меѓутоа дека овде имаме такви државјани во овој момент нема, само еве низ податоци исто така да ви кажам дека од 13.9.2022 година до 26.9.2022 година, кога практично беше и најактуелно прашањето околу војната мобилизација во Русија, 562 руски државјани влегле на територијата на Северна Македонија и околу 512 руски државјани напуштиле територијата на Северна. Тоа значи дека тие транзитираат низ државата. Најголемиот дел, околу 2/3 се на копнените гранични премини, додека сосема мал дел се на меѓународниот аеродром во Скопје или во Охрид. Така да во овој дел на луѓе кои што доаѓаат од Русија немаме навистина наплив во Северна Македонија. Сепак на осуда најде ваквата ваша изјава, затоа што имаше на социјалните мрежи еден куп коментари. И сега имаше коментари кои што така ми беа дури смешни, од некој тип: како ние ќе примаме бегалци, како сме отворени за бегалци, размислува ли министерот во која насока оди ова, затоа што домашниот граѓанин не е ситуиран и не знае какво утре ќе го дочека. Дали ќе може да го преброди, што се вели, новиот ден? Видете, коментари имало и ќе има. Да. Во моментот прашањето се базираше на коментари во јавноста дека Република Северна Македонија не е подготвена да им помогне на луѓето кои што се наоѓаат во неволја. Кога излегов со мојот став, информацијата, односно со ставот на владата, дека сме подготвени, како што денеска и презентирав низ бројки, веднаш имате други коментари кои што кажуваат дека па не ни треба да ги примаме и така натаму. И тоа е
нормално во едно демократско општество. Само, знаете, ние треба да живееме во реалниот свет, не во виртуелниот свет. Едно е што се пишува на социјалните мрежи и што таму се коментира. Јас тоа го респектирам. И тоа не е реалниот свет. Ние сме обврзани преку низам меѓународни договори и конвенции да пружиме помош и заштита на лица кои што се наоѓаат во неволја. А еве ги бројките кои што ни се тука. Една друга работа загрижува од вчера, не знам дали сум во право кога ќе речам загрижува, меѓутоа изјавите на Вулин и на Сијарто, тука исто и Вучич од вчера се договорија да ги зајакнат границите во делот со Македонија. Што значи ова? Вела да ги зајакнат во смисла на мигрантската политика. Дали пак од друга страна тоа значи дека ние ќе бидеме на удари и од тие нови бранови мигрантски. Каква е тука состојбата, со какви вие информации располагате? Дали ваквото зајакнување значи до тука и што ќе правиме ние со мигрантите? Не, апсолутно тоа не значи. Затоа што во делот на безбедноста на границите, таа е мирна, стабилна и сега немаме некакви индици дека може да биде нарушена. Знаете, во делот на мигрантската политика или справувањето со мигрантските последици, нема држава која што може да изгради сопствена политика и да рече да јас на основа на ова моја сопствена политика за заштита од миграцијата ќе ја спасам мојата држава, моите граѓани. Не, апсолутно. Тоа не е можно. Дека тие работат, затоа што а ние мируваме. Дали еве за да ви кажам да ви кажам факт кој што го демантира ова тврдење. Унгарската влада, односно Министерство за внатрешни работи на Унгарија, има склучено билатерален договор и денеска унгарски полицајци имаме на границата на Северна Македонија кон Грција. И не денеска, од 2015 година до денеска. Како што имаме од Австрија, како што имаме од Чешка, од Полска, од Словачка, од Словенија, од Хрватска и од Србија. Значи, ние од 2015 година заедно ја чуваме таа јужна граница. Зошто? Заради тоа што таа е портата практично на западно-балканската рута. Да не влезат низ портата и да биде и сега имаме состојба. Не, апсолутно тоа не може да се случи. Бидејќи луѓето, односно зголемувањето на бројот на мигранти ќе зависи од спроведувањето на договорот Европска унија и Турција. Во Турција се наоѓаат огромен број на луѓе. Ако од X причини се направат состојби во кои што би трнале поголема бројка на мигранти, не застануваат тие тука и нема да останат на територијата на Северна Македонија. Ако ги погледаме фактите и бројките, ние немаме практично троцифрена бројка на барања кои што на лица кои што сакале да останат или да земат азил на територијата на Северна Македонија. Да не се лажеме, нас ни е сосема јасно дека тие луѓе сака да бидат некаде во западноевропските држави. Меѓутоа, Република Северна Македонија е подготвена и е дел од сите регионални и глобални иницијативи кои што значат ефикасно справување со мигрантската криза, јас би рекол поточно со последиците од мигрантската криза. Каква е според вас, да речам, состојбата околу енергетската криза? Дали енергетската криза може да имплицира, да речеме, ново утре, нова нестабилност, затоа што незадоволството кај народот се зголемува од ден во ден. Несигурноста расте. Опозицијата си го прави своето на домашен терен. Видовме, еве, од вчера се повикува на во таа смисла ми е и прашањето. Дали од вчера има... што? Повикува на протести, еве денеска против ова, утре против она. Тоа е незината, да речеме, дејност, нели, да се избори за место, како што велат, за предвремени избори. Муабетот ми е, дали сме ние тука, да речеме, таа нова енергетска криза ни отвара порта за нова нестабилност, за нова загрозеност во домашни рамки? Самиот збор криза наведува на нестабилност. Таа е криза. И тука не треба голема филозофија да разбереме дека имаме криза. Не во Северна Македонија, ви имате светска криза во делот на енергенсите. И на кого тоа не му е јасно дека ние имаме светска енергетска криза. Тоа е прва работа. Втора работа, ние можеме да ги делиме работите на тоа што е работа на владата и владеачките партии, а што е на опозицијата. За многу прашања. И тоа верувајте, во време на криза било каква, дали е таа мигрантска, дали е енергетска, дали е здравствена криза во ковид и така натаму.
нема ставови кои што ќе опонираат на решенија за таа криза, а да добиете политички поени за возврат. Тоа е нешто што се прави на краток рок и на погубен рок за тој што ќе го прави. Јас во 2020 година како претседател на владата во тој период на вонредна состојба на криза скоро секојдневно имав пресконференции во јавноста. И секогаш посочував дека не може и не сме да има профитерство во услови на криза. Меѓутоа, сепак одлуките ги носат политичките субјекти. За нас како влада мора да бидеме насочени кон граѓаните, кон интересот на граѓаните, кон интересот на државата. Се со цел да ги задоволиме потребите на граѓаните. Како ќе ги задоволиме потребите на граѓаните? Така ќе се намалува и реакцијата, односно тој кризен момент ќе спласнува, нема да имаме би рекол такви можности мислам дека се преземаат низа на активност од страна на државата и еве ако ги погледнеме до сега резултативе. Значи ние немаме зголемување на цената на струјата драстично како што го имаат земјите од регионот. Зошто тоа е така? Заради тоа што ние имаме практично 0% увоз на струја која што се однесува на домаќинствата, на граѓаните. Имаме увоз на струја која што е за стопанството и тоа е сериозен проблем, заради тоа што едно со друго се поврзува и се испреплетува. Од една страна вие помагате и имате можност да ги сочувате животниот стандард на граѓаните, ама од друга страна пак стопанството треба да биде исто така помогнато за да ги сочуваме работните места, економијата и така натаму и така натаму. Секогаш малите држави, малите нации се најранливи. Тие се најмногу погодени во вакви ситуации и нивните економии најбрзо паѓаат. Меѓутоа и најмногу и најбрзо се подигаат. За разлика од големите економии, малите се би рекол имуни или можат повеќе да дојдат до прилагодувањето. Сега што е од исклучителна важност во овој момент? Прво, енергетските капацитети во државата да работат со полн капацитет како што тоа го правиме и сега. Дали е тоа капацитетите значи на РЕК Битола, РЕК Осломе, на ТЕЦ Неготино и на сите други енергетски капацитети кои што се во државата, хидропотенцијалот да се искористи максимално и да имаме максимално производство на електрична енергија. И ако ги гледате сега, јас ги немам кај мене да ги видиме тие графикони кои покажуваат, ќе видите кога најмногу се произведува електрична енергија, а кога имаме најмногу увоз на електрична енергија. И ќе видите дека тој период, некаде од 2008 до 2017 година имаме најголем увоз, а најмало производство на електрична енергија. Меѓутоа, важно е сега дали ќе имаме топлинска енергија, дали ќе имаме добра поволна грејна сезона, владата рече дека обезбедила се што е потребно. Сега се поставува прашањето на колкав рок е тоа така. Дали децата ќе одат во школа? Топлинска енергија ќе има. Владата ги превзема сите мерки во овој дел и за тој дел мислам дека не треба да бидат загрижени граѓаните. Сите информации владата ги споделува со јавноста. Ние ги пласираме тие информации. Затоа што најдобрата битка против лажните вести е вистинската и навремена информација. А времето на кризи е најпогодно за пласирање на лажни вести. И војната во Украина е добро ниво или добра подлога за пласирање на лажни вести кои што се пласираат не само на територијата на Северна Македонија, туку и во регионот. И тоа е таа хибридна војна која што се води во овој наш регион, така да и во ваквите услови на кризи. Меѓутоа, што е исклучително важно, кога говорев јас за единството во делот на енергетската криза? Како сега да се постигне, би рекол, нивото на самосвест и нивото на одговорност која што имаат политичките субјекти, пред се носителите на функции во тие политички субјекти, а најмногу од се носителите на највисоката законодавна власт, тоа се пратениците во собранието. И наместо да се блокираат законот за задолжувањето во Европската банка за обнова и развој, по исклучително поволни каматни стапки за нормално функционирање на ЕСМ во оваа енергетска криза. Потоа измените на законот за
енергетика и неговите соодветни измени, односно закон за нафта и нафтени деривати кои што ги имаме и спроведувањето на одлуката за финансиска распределба на средствата. Сето тоа ќе овозможи овие претпоставки кои што ги имаме за нормализирање на целата состојба во државата да биде реализирана во целост. И тоа се клучните работи. Или во време на криза ќе направите максимум и ќе помогнете на државата, а со тоа и на граѓаните, и да ја поминеме заеднички кризната состојба, или ќе опонирате за дневно-политички цели на сметка на државата и на граѓаните. Нема третиот излез. Дали очекувате, во таа смисла ми беше прашањето, нови бранови, нови протести и така натаму? Нови опонирања очекувам. Да, затоа што апатијата, депресијата кај луѓето е голема и сега малку фали нови опонирања чекам дека може да има. Впрочем, тоа се случува секој ден од страна на опозицијата во собранието. Меѓутоа, секој ден треба да го одговори тоа прашање. Дали тие опонирања, кои што ќе значат целосна блокада на решението на проблемот со кризата, ќе може да добијат поддршка кај граѓаните? Верувајте дека нема тоа да се случи. Нема да се случи. Јас разбирам дека може да се изнедат 1000 прашања во политиката или во општественото живење, за кои што можеме да имаме различни ставови и тие ставови да ги кажеме јавно и да добиеме поддржувачи во овој дел. Меѓутоа да имате различен став од тоа што владата вика еве го концептот, предлагаме решение на овој проблем, а тоа решение треба да помине низ парламентот, имате опозиција која што вика ништо нема да ви помине, зошто? Заради тоа што сакам да направам криза уште дополнителна во државата. И го имате Павле Трајанов кој вели ај сега да правиме и техничка влада. Па имате многу политички субјекти, многу политичари кои што имаат разни погледи на политичката состојба. Како сме во делот на сајбер криминалот? Ако се земе, како што рековте, општата ситуација со таа хибридна војна, со лажни вести, сајбер криминалот кој што е топ тема на тие европски безбедности конференции, Европа многу внимава на тоа. Како сме ние по тоа прашање дома? Мора да констатираме дека овие неколку години веќе сите внимаваме на сајбер криминалот. Зошто? Сметајќи претходно дека можеби недоволно се препознаа последици кои што може да настанат од таков вид на криминал. Можеби не бевме доволно, како се вели, обучени. Не ние само, него генерално сите држави не посветуваат доволно внимание на овој проблем. Јас сум навистина многу задоволен што на секоја безбедносна конференција која што имаме, и регионална, и на ниво на Европска унија, па и на глобално ниво на конференциите на Интерпол и така натаму, сите веќе како топ приоритет го ставаат сајбер криминалот и јакнењето на капацитетите што ќе значат спречување на сајбер криминалот. Тука нормално дека главна улога ќе игра и подигањето на јавната свест, за да знаеме што е тоа сајбер криминал, како да го препознаеме тој вид на сајбер криминал и како да се одбраниме од него. И ние кога говориме за сајбер криминал, зборуваме и за говорот на омраза кој што се шири по електронски пат. Кога зборуваме за сајбер криминал, зборуваме и за ширење на радикализацијата по електронски пат, ако сакате, во делот на борбата против екстремизмот и против тероризмот. Кога говориме за сајбер криминал, збориме за економски криминал кој што се создава по електронски пат и така натаму. Значи едно широко подрачје кое што бара многу голема посветеност, многу човечки ресурси и многу механизми на заштита. И навистина можеме да кажеме дека изминативе години значително е зголемен капацитетот на институцијата со која што раководам, Министерството за внатрешни работи, одделот за компјутерски криминал, во делот на форензиката, во делот на заштита и така натаму, и тоа го правиме постојано. Вложуваме и во човечките ресурси, бидејќи ако не вложувате не можете да ги задржите во институциите, а тие се итекако потребни. Тоа го прават веќе и сите други институции во државата. Секој од институциите мора да превземе низа на мерки кои што ќе значат заштита од упади во нивните електронски системи. Ние направивме и центар, ЕКТ центарот во Прилеп. Тоа е токму за заштита на електронските податоци или за бекап на електронските
податоци кои што ги има не само МВР, туку и на другите институции со кои што случуваме договори, така да во овој дел нормално е дека како ќе се развива технологијата, така ќе се развиваат и модалитетите преку кои што се врши тој сајбер криминал. И тоа ќе биде една постојана борба во континуитет. Во каква состојба е МВР, затоа што од една страна вие како прв човек, вашите претходни колеги постојано убедуваат дека луѓето се добро ситуирани, има униформи, значи се испаќаат дневници и така натаму. Од друга страна имате разни гранкови синдикати кај вас кои што се поделени во таквите ставови и реагираат, има недоследности. И морам да предочам ситуацијата од граѓаните кои што реагираат на селективност и неправедност, многу често, многу пати од терен. Затоа што пред да дојдете имаше реакции од обични граѓани кои што велат прашајте зошто е тоа така? Зошто на пример полицаец, значи човек во униформа, на автопат некаде низ меѓуградските средини, вели, со радар ме застанува, иако возев да речеме 20 побавно од тој што ме премина. А тој го пушти, мене ме застана. Зошто е таа селективност, како тоа оди? И од друга страна има исто така реакции. Луѓето велат, плаќаме казни таму каде што треба. Сега сме опоменати од човекот кој што каде што ги наплаќаме тие казни, вели чувај си го, како се вели тоа, оплатница, не знам што, како пример, чувајте го подолг период, во случај да ви дојде контрола да треба да прикажете дека сте платиле казната. И сега има човек кој што вели, мојата жена дури отиде на суд затоа што го изгубила ливчето дека ја платила казната. За каква ние можеме да кажеме реформа, напредок во МВР зборуваме ако ви се промакнуваат вакви работи? За многу голема реформа, која очигледно можеме да зборуваме. Јас сега, за да се сетите за реформата, ќе ве вратам во 2015 година, кога како новинари ве прислушуваа секој ден и ви правеа притисок на секој еден збор кој што го кажавте. И сега не се уште страв? Па не знам дали ви е страв и од што ви е страв. Може ви е страв од тоа време, меѓутоа денеска ако е од тоа време траума, навистина и јас сметам дека е доволно и треба да имате траума. Значи ако зборуваме за реформата, тоа е најголемата реформа која што вие можете да ја почувствувате. Инаку да ви кажам, се она што сме направиле во изминатите години, ние го направивме и објавивме монографија, книга МВР за граѓаните 2017-2022. Зошто? Објавивме се комплетно за да тоа биде проверливо. Да не биде како што и вие на почетокот констатирате дека јас како министер си кажувам што е направено. Не, јас тоа што сум го направил, односно не јас, мојот тим, заеднички, го ставивме на книга и тоа е проверливо, да се види дали е тоа така или не е така. И сега, јас нема да навлегувам во синдикалните битки, затоа што тоа не е моја работа. Наша ситуација во МВР е да имаме партнерски однос со синдикатите. Ние имаме еден репрезентативен синдикат, тоа е Македонскиот полициски синдикат. Така стојат работите во овој момент и со него преговараме за сите значајни прашања. Со другите имаме диалог на едно или друго прашање, ги слушаме и нивните ставови и мислења, на крајот се носат одлуките. Сега, имате синдикална битка во која што секој од нив сака да придобие повеќе членови. И јас таа битка ја препуштам на синдикатите. Така да, многу од прашањата кои што ги покренуваат во јавноста, се прашања се со цел да се додворат на луѓето кои што би требало да бидат. Еве ќе ви кажам две прашања во последните, да речеме, 10 дена, кои што беа отворени од некои од тие гранкови синдикати. Еден од повиците на еден од гранковите синдикати беше дека новите полициски службеници, 590, немаат униформи и демек тој синдикат сега ќе ги повикува сите вработени, дајте по некој дел од униформа да им дадеме на колегите. Ние го демантиравме и дека тоа се ниски работи со кои што можеме да се служиме. Во магазинот имаше доволно униформи, тие веќе се делат, ги зимаат секторите за внатрешни работи, односно регионалните центри, така да за секој еден полициски службеник има нова униформа. Тоа е првото. Или малку пред тоа,
излезе исто така информација дека Министерот за внатрешни работи и раководството подготвува продажба на хотелите на Министерството за внатрешни работи. Целосна лага. И сите тоа го знаат. Ние сега во овој момент вложуваме на подобрување на инфраструктурата. Например, еве сега последниот месец поставивме секаде односно за соларни панели за топла вода, се со цел да намалиме трошоци во тие објекти, заради тоа што зошто би се откажале ние од некаков објект, како што се нашите хотели, од кои што имаме собствени приходи. И за тоа имаат бенефити полициските службеници. Ова сакам да ви кажам само во каде оди нели таа синдикална битка. Инаку ако говориме за ова, ние можеме да зборуваме за 3 покачување на плати во 2018, 2019 и 2022 година по 5% за сите вработени во МВР. Ние можеме да зборуваме за 76 реконструирани објекти целосно по најнови стандарди во кои што работат полициските службеници или во кои што граѓаните ги остваруваат своите права. Можеме да разговараме за градба на 2 нови објекти, круцијални објекти. Тоа е ЕКТ центарот во Прилеп, кој што е проект од 11 милиони евра и при тоа е смената целокупната информатичка инфраструктура на Министерството за внатрешни работи. Сега можеме преку тој систем компатибилно да разменуваме податоци и информации со сите институции во државата. Градбата на новиот форензички центар, нова зграда, која што исто така е некаде околу 3 милиони евра финански средства. Многу кратно зголемување на опремата која што е потребна за полициските службеници, набавка на униформи, над 10 милиони евра се потрошени во овој дел во изминатите години, имајќи предвид дека до 2017, 10, 12 или 15 години одредени единици нема добиено ниту униформи, ниту чевли, ниту чизми, ниту друга потребна опрема која што е за полициските службеници, зголемување на платите за 30% во одделот за информатика и телекомуникации и во делот на сајбер безбедноста и така натаму. Тоа се работи кои што се многу лесно проверливи. Сертифицирање на нашиот центар за обука заедно со Соединетите американски држави. Многу прашања кои што сме ги направиле во делот на реформските приоритети. Новиот колективен договор има многу новини кои што досега не ги имале полициските службеници како придобивки. И тоа само говори дека преку една постојана комуникација, дебата со репрезентативниот синдикат, комуникација со вработените, заради тоа што вие имате и вработени кои што не припаѓаат на ниту еден синдикат. И тие не смеат да бидат запоставени. Нивното мислење треба да се слушне. Од друга страна да се чујат и мислењата на граѓаните. Боди камери за сите полициски службеници на граничните премии. Граѓаните се жалат секогаш на селективност, на таа неправедност. Да, Како да се сторени? има значи Не го негират. има и состојби во кои што секако дека има и селективност и нема одредена транспарентност во одредени работи, тоа го подобруваме максимално. Ако погледнете каква била транспарентноста на Министерството до пред некое време, до 2017, и каква е денеска, не како ние го оценуваме, како другите не оценуваат нас, ќе видите дека сме една од трите институции во државата како најтранспарентни во овој момент, што не било случај да се замисли во 2017 година. Меѓутоа, работите мора да се подобруваат, да одат чекор по чекор и нормално е дека секогаш, знаете, ние имаме малку и менталитет таков како граѓани. Кога јас се наоѓам во возило, кога јас управувам со возилото, тогаш нема никаков проблем. И ако возам побрзо, и ако се паркирам на непрописно место, и ако не пропуштам пешак и така натаму. Меѓутоа, кога ќе седиме во некакво кафуле, пиеме кафе и заеднички гледаме како некој друг управува со возилото, тогаш се ни смета. И знаете, најголемите реакции доаѓаат токму од тие луѓе, кои што во одреден момент им смета тоа што го прават другите, и тоа е во ред, треба да укажуваме, кои ќе се најдат истите во таква иста ситуација, реагираат и на плаќање на казна, па дали било. Меѓутоа, за да го направиме системот да биде ефикасен и неселективен, ние веќе сме започнале со постапката за целосна електронска поставеност во делот на сообраќајната контрола
и за многу скоро време ќе имаме имплементација на систем кој што нема да зависи од луѓето. Ќе се постават спид, ред камери и на секоја адреса домашна ќе дојде Тоа е нешто потерпено казната на која што европските земји. казната која што односно представот кој што е направен. полицијата И тогаш веќе нема јас сум виновен или не сум виновен, не ме пропушти полицискиот службеник или ме пропушти и така натаму. Знаете, ние спроведуваме огромни акции сега кои што се однесуваат во делот на безбедноста. И резултатите се видливи. Само една работа е поразителна, би рекол. Вие денеска имате ситуација во која што граѓаните викаат мора да возиме полека заради тоа што има многу полиција ќе не казни. Не се подига јавната свест дека возењето одговорно значи заштита на мојот живот, заштита на моите сопатници, заштита на граѓаните и така натаму. Во тој дел мораме да се менуваме сите како општество. Се променивте во односот на тоа како ќе се казнуваат влијателните личности како обичниот граѓанин. Да не заборавиме она афера со ПАЕК службата, дури се шалат колегите. Таму нема велат ПАЕКот е доминантен се уште во МВР. Не е точно. ПАЕКот нема врска со МВР. Ама знаете дека ПАЕК службата раководи градските паркинзи. Раководи друга служба. Така да, селективноста во казнувањето. Да, меѓутоа да бидеме чисти работи. Јас сакам овие работи да ги ставиме на чисто да бидеме. Знаете, преку медиуми кога ги кажуваме вака работите, јас знам дека тоа добро звучи нели за граѓаните, меѓутоа не се така. Сакам да ги кажеме со вистинско име. Значи ПАЕК службите трнете ги на страна. И за ПАЕК службите ќе разговарате со градоначалниците, со општините и така натаму. А во делот на казните и на селективноста, можете да прашате колку министри се казнети, колку некои, како вие што викате, влијателни луѓе, директори и така натаму, си ги платиле своите казни. Тука нема дилема. Мојот татко плати прв пат казна од како јас сум министар, ама заслужи тоа да ја плати таа казна. Така да нема селективност. Ние мораме да бидеме строго посветени на остварување на правата на граѓаните. Дали се случува да има одреден пропуск во тој дел од некој полициски службеник? Да, се случува. Дали се случува некој полициски службеник недолично да се однесува на улица? Да, се случува. И работиме постојано во тој дел, преку низа на програми на едукација и така натаму. Ако погледнете, сега друго прашање, па дали се промениле многу работите од порано? Да, се промениле. Самиот факт, 2017 година, во цела држава имате само 10 радари за мерење на брзината и 7 дрегери за алкотестирање. Денеска имате над 160 радари, од кои што 50 се за ноќно снимање прв пат во 30 години. Имате преку 60 дрегери за алкотестирање и така натаму. Самото тоа говори дека капацитетот на институцијата јакне и односот во делот на сообраќајот навистина јакне. 2013 година имате 198 жртви на патиштата низ Северна Македонија. 2021 ние завршиме со 114 жртви. Сериозно намалување. Дали треба се уште да работиме на тој план? Да, треба да работиме. Дали овај комплексен проблем? Да, е комплексен проблем и само мораме да го решиме мултиинституционално. Значи, уште од најмали нозе да се вклучи во образовниот процес и така натаму, кога се градат личностите, да имаме разбирање за ова. Сепак морам да истакнам дека токму вие, медиумите, медиумските работници, давате силна поддршка на јакнењето на јавната свест и јас сакам јавно и денеска да ви се заблагодарам и на вас и на сите медиуми во Република Северна Македонија, бидејќи на вистина во оваа битка на МВР активно се вклучивте за да помогнеме и најсилната порака која е? Безбедноста не може да биде ниту една институција, ниту еден човек. Безбедноста сме сите ние. Колку е комплексен проблемот со корупцијата? Нема па во дневните билтени, например, ќе дојде информација за подкупен полицаец, земал подкуп за ова, земал подкуп за она. И каква е состојбата со партиската вработеност во ова министерство? Криминалот и корупцијата е еден од врвните приоритети и за тоа треба секој дневно да се надградуваат механизми за да имате ефикасна борба. И затоа владата преку силно изразена политичка волја и преку низа на антикорупцијски мерки кои што треба да ги применат институциите пред се за внатрешната корупција, па секако и за борба против корупцијата,
Јас само да информирам дека 2021 година, како година сме ја завршиле со спречување на некаде 105 милиони денари корупција во државата. Значи, 105 милиони денари корупција во државата. Ефикасноста е зголемена повеќе кратно во овој дел. Тоа е затоа што јакни јавната свест и граѓаните препознаваат, се гради довербата, пријавуваат и на тој начин реагираме. Исто така, такви механизми се преземаат и внатре во институцијата. Една од мерките беше да се зајакне одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди. Формиравме надворешен механизам на контрола на полициските службеници, се формираше посебно одделение кај Народниот правобранител, посебно одделение во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, значи да имаме и таа цивилна контрола, да имаме и репресивен механизам специализиран кој што би бил за полициските службеници. Внатре во институцијата многу обуки кои што ги спроведуваме заедно со нашите партнери, најмногу со Соединетите американски држави, со Европската унија, за јакнење на интегритетот на полициските службеници, секако дека поставувањето на боди камери на граничните премини и на сообраќајната полиција токму да се намали можноста од коруптивното делување. Тоа го направивме заедно со ИЦИТА програмата на Соединетите американски држави. Сега во овој момент спроведуваме еден многу важен проект, а тоа е проект Сина храброст, исто така финансиран од страна на владата на Соединетите американски држави. Тоа е значи јакнење на интегритетот на секој еден политички службеник и насочување кон целта, односно кон мотивите зошто е одбрал полициската професија како една од најблагородните и најризичните, а тоа е чувањето на уставниот поредок на граѓаните на државата. Така да, корупцијата бара од една страна механизми кои што ќе има ефикасна борба против корупцијата и од друга страна ќе треба добар приказ на резултатите од борбата против корупцијата во јавноста, се со цел да се подигне и нивото на перцепцијата. Не ми одговорите за партиската. Во однос на прашањето за партиските, како што ги нарековте, вработување и така натаму, јас уште од самиот старт реков дека имам три главни приоритети за работењето во МВР. Тоа е департизацијата на институцијата, второ е професионализацијата и трето е декриминализацијата на институцијата. И тогаш можеби во 2017 година се запрашува зошто сите овие постулати ги наведуваме, а имаше сериозни причини во овој дел. Кога зборуваме за департизацијата, ние со тој процес што во Закон за внатрешни работи и Закон за полиција се направени измени, таму е ставена забрана за членување во политичка партија на било кој вработен во Министерството за внатрешни работи. Затоа имаше покренато иницијатива од страна на опозицијата, од страна на синдикати и така натаму, дека тоа не е уставно. И тоа Уставниот суд не ја отвори таа иницијатива, тоа значи дека немаме проблем од овој аспект и јас сум длабоко убеден дека вработените во безбедносниот сектор не смеат да членуваат во политички партии. Единствено мора да им служат на граѓаните заради тоа што тие се тука да ги осторат правата на граѓаните. Така да тие кои што се вработени во Министерството за внатрешни работи низ годините наназад, без разлика која владеачка гарнитура била на власт, тие не може да делуваат во интерес на партијата и треба да го заборавиме тоа време во кое што едната сала ќе биде штабот на партијата, другата сала ќе биде место за пречек на странските дипломати, или да заборавиме дека сите ресурси на Министерството за внатрешни работи можеме да ги користиме во партиски битки. Така да ако ги погледнете годините наназад, изборните процеси кои што ги спроведе Министерството за внатрешни работи под моје водство, ќе видите дека од година во година се помалку инциденти, кривични дела кои што се однесуваат на изборните резултати. Тоа значи дека вработените во МВР служат единствено на граѓаните. Тоа за партиската неприпадност тешко да се поверува, меѓутоа тука сте вие и стоите на збор. Нема, тука не станува збор дали јас ќе верувам или вие ќе верувате. Так. Станува збор за закон
Досега ние немавме пишан закон. Сега собранието донесе закон во кој што вика ниту еден не смее да биде член на политичка партија. И сега, кој е тој вработен од МВР, кој што смее да отиде на партиски настан, на партиски не знам, раководни позиции и така натаму, и во исто време да остане. Нема тоа основ за да биде избркан од работа. При крај сме, влегуваме во завршница. Ќе ве прашам, пред да се повлече поранешниот лидер на СДСМ Зоран Заев од лидерската позиција, вие имавте изјавено, всушност кога тој се повлече, вие имавте изјавено дека тешко дека ќе останете во тие извршни тела на партијата, можеби ќе бидете во власта, и така и се случи. Јас ако така добро се сеќавам, се чини дека МВР ви е ресорот кој што ви одговара, иако рековте дека водевте и техничка влада, бевте премиер на техничка влада. Сега неизбежно е она што деновиве исто така се заговара и се поприсутно е во јавноста. Ќе ве сменат ли? Дури имаше и име кој сака да дојде на ваше место. И зошто велат внатрешен партиски притисок? Зошто ве поврзуваат дека сте фракција во СДСМ и не знам што, не знам како. Меѓутоа оставам на вас. Вие гледате дека сето она што го имам кажано во јавноста до сега, јас сум го испочитувал максимално, и тогаш кога сметав дека треба да имаме ново раководство на партијата се цел да немаме баласт и така натаму, така и се случи. Имаме ново раководство на партијата, имаме нов председател на влада и така натаму. Јас овие работи ги слушам постојано. Знаете, за мене ќе биде чудно ако почне во медиумите да не излегуваат информации за моја смена. Бидејќи од 2015 година до денеска, секои 3-4 месеци се пласираат информации. Се вади по нешто. Оливер Спасовски ќе биде разрешен од министер за внатрешни работи, па ќе помина 3-4 месеци и така натаму, па демек фракции, па не знам, несогласување и така натаму. Нема фракции, нема несогласувања. Ние во СДСМ знаеме дека само единството го носи успехот и дека сите заедно сме си потребни не само заради нас, туку заради државата. Инаку да знаете дека апсолутно не сум оптеретен со тоа дали ќе бидам на некоја позиција или не, заради тоа што не смее партијата да биде заложник на еден човек, на една кариера, па кој сака нека е тоа. И мислам дека тоа е сосема јасно во јавноста, а на конкретното прашање дали ќе ме сменат, ќе треба да побарате одговор од председателот на владата. Да, ама велат оние што ја познаваат дека Ковачевски се чувствува многу удобно кога вие сте покрај него и дека вие сте негова десна рака. Тој е сигурен. Дали е тоа по Кумановска линија? Па затоа ви викам, треба да го прашате премиерот да ви одговори на овие прашања. Јас можам да одговорам, до кого се чувствам најсигурен. Меѓутоа, председателот на владата треба да одговори на овие прашања. Така да и ќе се расчистат сите можеби дилеми. Јас сакам да ја потсетам на соопштението од партијата која што беше пред некој ден дека нема да има никакви промени во владата, освен оставката која што беше од министерот за локална самоуправа. Меѓутоа, тоа е соопштение кое што го дава партијата, инаку ставот на раководството на партијата ќе се артикулира низ органите на партијата. Значи, низ извршниот одбор, низ централниот одбор, таму ќе се дебатира и за мене е многу важно СДСМ да остане цврст, едист, стабилен, со јасна визија за тоа каде ја води државата и што е тоа што треба да го направиме сите заеднички за доброто на државата. Благодарам на одвоеното време. Уште еднаш благодарам за тоа што се освоевте на поканата. Почитувани, наш денешен гостин беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Вам ви благодарам за вниманието и секое добро. Благодарам јас.